Случи, друже, Колумбија сценарио, што мафија. Ти се согласуваш. Како не се согласувам? Ја бев внатре со пратениците, сите, ајде да не ги именувам сега, може, пошто мене ме направија плашило за албанците, па да не ги именувам со албански пратеници, која му звонеа, која го бараа, која он до ноќта до 2 саат бил со нив. И го уцениле со некои снимки што му имале и толку ти треба. Ќе те спакуваат, има да те нема. И мислиш дека е сето тоа од надвор и така натаму или глумат лудило овие? Нема ништо без амин одозгор. Да. И толку го снема еден ден и после јас со тој човек имам во мојата канцеларија разговарано, ако ти текнува ние први покрај Деловникот, мислам дека беше првиот успешен филибастер и вториот која запнавме со Борис дека не поминува етнотрибализам кога ќе влезе левица у парламент, се што е етнотрибализам не поминува као агенда и идат беса со тие нивни тоа е нецивилизирани закони као ќе не обележуваат лична карта дали си албанец, дали си македонец, дали си вакво. И ние викаме нема да помене законов да пишува улична карта, а он заев им го ветил уште кога го менења уставот и текме поши беса беа у екипа. И нема, ние го блокираме, иде до скоро до тепачки ќе дојдеше на вакво и гледаа со лошо не биде, иде да разговараме у канцеларија. И ми викам, кој ти е тебе фазонов у политика? А он бил некој бројлер од овие Усејт, Мусејт. Такви се обучувани, холандска амбасада, као груби, као овие. Тие се такви калапи, вадени. И вика, мојата вика агенда у животов е да го сменам Дуј. И сега го гледам баш некина на седница, он седи помеѓу овојот чаер од Дуј што им е одметнатиов, еден министер што им беше Арбер Адеми и друг таму, као уменѓеме седи меѓу нив, сега со нив, да. Сам до тој степен перверзија, као сега ја да се шитнам у СДС да отидам, до тој степен е тоа.